Уште еден капитален објект во Илинден, општината се поднови со мултифункционално игралиште, дел од владиниот проект за изградба на 100 повеќе наменски игралишта. Премиерот Груевски, кој денеска присуствуваше на официјалното пуштање, истакна дека Илинден од рурална преминува во модерна и современа општина во која секој би посакал да живее. За тоа говорат големиот број на проекти тука во Илинден, големиот број на инвеститори, големиот број на нови фирми и фабрики. Се намалува невработеноста. Има прираст на населението. Забрзано се купуваат парцели во новите насоби на општината. А градоначалникот планира се уште да продолжи и понатаму со продавање на нови парцели затоа што постои интерес за парцели за градење на куќи. Се градат нови училишта. Воведовме средно образование преку изградба на новото училиште. Се градат спортски терени, патишта, културни институции и уште многу други проекти. Ние како влада постојано се трудиме да помогнеме и придонесеме во насока на заврзување на развојот на општина Илинден во многу полиња кои се од интерес на граѓаните тука во Илинден. Едно од тие полиња е и спортот, кој што е посебно значаен за вака млади општини како што е општината Илинден. Ова општина има многу млади. Има постојано зголемување на бројот на жители. А со тоа се зголемува и потребата од вакви спортски објекти каде што децата, младите и постарите ќе можат да спортуваат, да се рекреираат и да го поминуваат своето слободно време. Би сакал ова што го кажувам сега да го кажувам еден ден и за цела Македонија. Во план е изградба и на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во Кадино. Целта на повеќенаменското игралиште е развој и поттикнување на спортот, спортските активности и рекреацијата, подобрување на условите за живење и подобрување на животот, особено на младите. Почитувани, на локацијата на која што се наоѓаме, имаме предвидено парцели кои што се влезени во стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден, покрај делот од економската и индустријската зона, објекти кои што возможуваат нови вработувања и одржлив економски развој. Веднаш до објектот се наоѓа парцела за ново основно училиште, веднаш до него се наоѓа парцела за изградба на здравствен дом, парцела која што веќе е купена од инвеститор и очекува реализација, парцела со локација за изградба на дом за стари лица. Сите овие објекти се во функција на јавниот сектор, во функција на подобрување на условите за живење. Градоначалникот Стојановски најави дека и во иднина ќе продолжи вложувањето во спортски објекти.